Ја добивте редакцијата на вчерашни новости. За македонски изберете 1, за албански 2, за англиски 3. Во спротивно, почекајте да ви се јави нашиот оператор. Во моментов, сите наши оператори се зафатени со известување од референдумот и јадење ајвар. За повеќе информации, ве молиме останете на овој канал каде што започнуваат новите вчерашни новости. Лека ноќ Македонија во оваа тензична вечер кога сме на крстопат и рандеву со историјата. Дали ова ни е последен пат како ве поздравуваме со Македонија, а од наредната со лека ноќ Северна Македонија? Скрати, Ацо, ова се вчерашни новости во референдумски термин, а од наредната недела одиме повторно во 19 часот и 30 минути како да живееме во нормална држава. Останете со вас. Еве што ќе гледаме. Последна епизода од најгледаното реално шоу Мешан брак. Дали ќе дознаеме кој е ставот на ВМРО ДПМНЕ за најактуелното прашање? Ексклузивно, вчерашни директно од штабот на Бојкотирам. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Конечно, оваа недела се случи она што многумина го очекуваа. Владата реши да ги намали нотарските и извршителските услуги, со што граѓаните се чини ќе можат малку да здивнат. Како што најавуваат од владата, со новите измени ќе се ограничи моќта на извршителите. Така сега тие при извршување ќе можат да земат максимум 1 бубрек од член на семејство и ќе мора да прифаќаат бубрек со камен или песок во него. Ова најде на негодување кај извршителската комора, од каде што велат дека владата им забива нож во грбот и ја убива оваа племенита професија. Тие бараат да можат и понатаму да земаат по 2 бубрега, со што трошоците за диализа на нивните клиенти во првата година би ги плаќале самите извршители. Компромис, што би рекол премиерот Заев. Двајца влюбени во паркот, овде, прават компромис. Денеска е празникот Вера, љубов и надеж. Екипата на вчерашни пронајде необично семејство во кое се слават дури 3 имендени. Имено трите ќерки близначки во семејството ги добили имињата Вера, Љубинка и Надежда, зашто се родени токму на денешен ден пред цели 27 години. Се наоѓаме под терасата на Софија Македонска, иначе моја многу добра драга пријателка и со неја ќе позборуваме по повод именданот. Софи! Софија!
Кој вика, шо е работата? Кај си, здраво. Здраво. Ние дојдовме од телевизија да си поправиме малку мовет за именданов. Ми Како да си? кажевте, бре, арна сум, ама да кажевте да... Добро, вака на неспромно те фали. Супер. По повод именданов ние дојдов. Фала, честит нека е. Шо носите? За имен ден со празнирате, знаеш? Носам. Држи знам, малку. да. Голем... Полели? Видиш. Па со зона. Аха. Види, ама што сте одбрале, како се вика ова, многу Знаеш колку е добар? инвентивен поклон. Дај. Браво, ефе. И така. Ама, од тебе три бедете? Па за кирките. И за кој За ќе? Вера, за Надеш и за Љубов. Ами, две се бе, Надеш не е тука? Кај е Надеш? Надеш одамна замина не е. Ќе дое? Не бе, ние ќе кај Надеш, Надеш се пресели во Европа. Па валјда ние ќе појдеме. Си ве од памет ноза ми се пресекам, мислев жива не е. Па ти знаеш дека Надешта последна умира како? Студија? Или салфета требаше да влезеш на именданот да се најадеш, а ние се враќаме со вестите. Јелена, ако можеш да одбереш најомилен политичар во Македонија, кој би бил тоа? Аз омилен политичар не би можела да одберам, но затоа можам да одберам омилен комичар и тоа не еден, туку двајца. Ние сите сме на кајчето качени. Мојот став дека Христијан Мицкоски е тој кој што, ако ова се случи, И треба да извесламе колку што може побрзо до Европската Унија. Ако со една палка веслате, односно со едно весло веслате, во место се вртите. затоа ќе мора да причекате до 30 септември да го видите ставот на Христијан Мицкоски. Играв со сите кецеви и џокери во ракав. Играв со мојот народ. Играв all in. Играв на се или ништо. Ти донесеме конечен став. Јас ви го кажав мојот став Ама се зафркнаа дека со едно весло можете чат пат од десно, чат пат од лево. и да го видите ставот на Христијан Мицкоски. Јас со мојата сопруга Зорица дома правам компромис скоро секој ден. А и вие правите, признајте. Видете, па они сметаат дека ова е голем чекор за државата, а мал за човечанството. Ви недостига светското првенство за да собирате сликички? Не грижете се. Грижете се за многу други работи и проблеми што ги имате во животот, но не и за собирањето сликички, затоа што тука е Сдруженијето Бојкотирам. После сликањето на сите кои ќе гласаат на предстојниот референдум, тие ќе објават и албум со самолепливи сликички. Од фотостудиото Бојкотирам, кој е носител на идејата за албумот со самолепливи сликички Предавници 2018, велат дека колекционерите ќе имаат големо задоволство со пополнувањето на овој албум, затоа што ќе има голем број на сликички, но како што најавуваат, не повеќе од 900.000. За време на гласањето, нашата екипа го посети штабот на Бојкотирам, да видиме каква атмосфера владееше таму. Се наоѓаме тука директно од штабот Бојкотирам. Како што можеме да забележиме, атмосферата е скоро па славеничка. Кажете ми, имам информации дека освен ајвар се прави малиџано и салса. Мислиш на салца? Не, мислам на салса. Знаеш, овде владе на хармонија, бе, топ, сите работат. Значи, супер е. Добро, кажете ми како оценувате излезеноста на оваа ајваријада? Одлично, значи теглите полни, гласачките кутии празни, што значи успешна комплет. А оној со рацете у џеп кој? Тој со рацете у џеп е наблюдувач. Дечко, ти наблюдувач си? Да. И како е? Епа како? Епа забележени се мали нерегуларности, имено се полна тегли тука цело време со ајвар што е претходно направен. Има и екстремни таки што полна дури од ланскиот ајвар што епа ги полнат. Меѓутоа тоа ние го осекаме по кохеренцијата на самата тегла и по структурата на пиперките, зашто ние сме уопште обучавани. Чекате малце, не сте од мост? Не, дечкото од мост, не мешај, те молам. Аха. Значи, како што реков, ајвар од порано има еден тука, например, забележано е ајвар, баба му што го правила, и тој го донел ги Добро, нема врска, бако, што го правила. Како нема, баба му, пред 2 години, умрена. Љутви, немој да преполнуваш теглата.
Сега ќе го запрашаме. Господине Љутви? Да? Да, значи и вие албанците протестирате, тоест бойкотирате. Дечко, ја уопште не сум албанец, ја македонец сум, шо ти е? Па зашто ви викаат Љутви? Име ми е Зоран, Љутви ме викаат, пошто за љутеницава сум задолжен. Тоа. Аха. Дали има меѓу вас некој што е отпустец? Дечко бе, ние не сме од тие бе. Тие се други, тие се у општина Центар. Да, бе. Ете до мене и странскиот наблюдувач. И како? How it is? Видите, ле Словенија веќе го има патентирано еврот и тоа име не можете да го користите. Така да ќе мора да се направат промени на името. Може, например, да се вика намаз од пиперки или евентуално айвер. Се дека не го направите ова, не може да влезете во ЕУ и во НАТО. Дури не може ни во библиотека. Одлично, намаз од пиперки ми се свиѓа искрено. Само ќе мора малце да подржиш, ета така завршија со ајварот. Ја имам таа чест да го пробам. Прв. И добро, мислам дека малку горчи, ама ќе го јадеме сите. Се лави. А сега кратко се вклучуваме во Валандово да видиме подетално како се одвиваше гласањето на избирачкото место 178 низ 5. Ти благодариме, Вито. А това стварно беше кратко? Добро дека се слушнеме повторно со малку подолг линк, а ние продолжуваме со вчерашни. Се чини дека ВМРО ДПМН конечно се одлучија за ставот во врска со референдумското прашање. На линк го имаме портпаролот на ВМРО ДПМН Лазе Соколовски. Каква атмосфера владее внатре? Дали веќе го имаме ставот? Се уште не. Знаете, темелноста е одлика на нашата партија и ние сакаме да ги разгледаме сите опции кои што настануваат од референдумот. А знаете дека гласањето заврши, така? Да, знаеме. Меѓутоа, како што напоменав, ние ставот ќе го искажеме негде околу полноќ, најдосна до утре изутрина. Добро, вие си знаете. Ќе се вклучиме кога ќе имаме конкретен став од страна на ВМРО ДПМН. Се надеваме дека ќе е оваа сезона. Предлагам да продолжиме со вестите. А сега одиме во Валандово. На линк го имаме нашиот репортер Вито. Вито, дали можеш да ни кажеш како помина гласањето на ова избирачко место? Не. Ти благодарам, Вито. Ова стварно беше полого. Така е, Јелена. А сега од во живо се селиме во мртво. Да видиме каква беше излезноста таму. Се вклучуваме со Круме Делибашовски, вработен во јавното предпријатие Комуналец, за да ни раскаже малку повеќе за излезноста. Значи, јас као деки можеш да ви кажам колку има излезеност до 5 сато. Ево, на ливчето. Океј. Ево. Значи, Бутел 2341 излезен, гробишта Ѓорче Петров 442 излезени, светонедовски гробишта Битола 779 излезени и германски гробишта излезени 9 души. А на колку место вие бойкотираат? Не се пулиш овде, пулиш некој авар да прави таква работа, не. Кој да бойкотира, нема на ниедно место овде и не се бойкотира. Може да си идеме од тука, плис? Што да си идете, би што дојдовте? Тоа беа најверните гласачи во Македонија, поделени по локални гробишта. А сега се селиме во една општина во која граѓаните се презадоволни од локалната самоуправа. Во Македонија? Никако не е веста за Македонија. Се работи за некоја општина во Австрија. Немаме време за вести од Австрија, ние продолжуваме со референдумот. Гласачките кутии низ целата држава се отворија во 7 часот и 30 минути. Вредните примораници од државната администрација уште еднаш беа благодарни што се на работа во недела. Гласачките кутии низ целата држава се отворија во 7 часот и 30 минути. Вредните примораници од државната администрација уште еднаш беа благодарни што се на работа во недела. Во 9 часот мали нарушувања на гласачкото место Брвеница заради недозволено агитирање и делење флаери. По расчистување на случајот, полицијата објави дека флаерите биле за техно забава на Мавро, што поминала летоска. Во 10:30 часот излезноста во општина Сарај беше 104% и се оствари очекувањата до крајот на денот бројката да достигне паранормални вредности.
Околу Пладне на избирачко место во Делчево се роди здраво машко теле, тоест вол. Во 13 часот солзи во Битолско, при промена на смените во избирачките комисии во Долно Српци Битолско, мајка и ќерка се смирија по 12 годишна караница. Во 14 часот на избирачко место во Центар, на кратко снема струја. Комшијата што краде струја од училиштето каде што е гласањето, заваруваше со машина без осигурач. Нема повредени. Во 17:30 на избирачко место во Велес, член на комисијата го виде ликот на Свети Павле на едно од ливчињата. Гласачкото место сега е светилиште. Околу 18 часот комисијата на избирачко место во Кратово ги затворила гласачките кутии, затоа што мислеле дека саатот се менува денеска. Така е, драги гледачи, како што можете да видите, се наоѓаме на портите на ЕУ. Ова е еден голем ден за сите нас, денот кога Македонија станува дел од едно големо семејство. Добри вести доаѓаат од владата. За чудо, на последната седница на владата тие одлучија да воведат нови субвенции со кои ќе им го олеснат животот на колумнистите кои ќе останат без работа после референдумот. Овие субвенции се планирани во неколку категории. Неповратна помош за преедукација и учење на секоја корисна вештина, освен пишување на Facebook статуси. И за оние кои имат 10 години до пензија, субвенционирање на Facebook статуси подолги од 20 линии. Од владата најавија и отворење на центар за лечење на колумнисти и експерти, каде што ќе се обидат да им ја намалат зависноста од гостување на политички емисии и дебати. Хвала вам пуно. Но и покрај референдумот животот продолжува. Да видиме докаде е канализацијата во Македонска Каменица. Елена, немаме вест за ова. Дај прочита нешто за референдумот, човече. А сега на линк го имаме експертот за евроатлантски интеграции, професор Јордан Хаџибогатинов, Десков, Петковски Миланов или скратено професор Јоци, кој се јавува од центарот на Брисел. Морам да ви исправам, не сум баш во центарот, на периферија сум од Брисел, али сум тука. Каде што предпоставувам сте неполн месец. Па не, за жал, денеска дојдов само што дојдов. Професоре, да ве замолам за ваша анализа на резултатите и генерално за значењето на референдумот за нашето општество. Со оглед на тоа што двете страни околу и за референдумот прогласија победа, во духот на победата, јас би сакал да им честитам и на едната и на другата страна. А како гледаат на резултатите од референдумот во Брисел? Видете, па они сметаат дека ова е голем чекор за државата, а мал за човечанството, што би рекол Луис Армстронг, да не речем Сачмова. Како понатаму? Да, браво, Јелена, одлично прашање. Понатаму ќе треба храбро и мудро, сите заедно во една изнадпартиска мисија да влеземе во нови предизвици на градење на општество кое ќе биде, како да речам, нормално. Општество базирано на систем на равноправност, професионализам, образование како приоритет, награда еднаква на трудот, без клиентализам, без роднини и врски и најважно, без криминогени влади кои нема да имаат изговори за минатото како би можеле да не внесат во иднината овај. Професоре, имате ли можеби нешто да додадете, нешто што не сме ве прашале? Па реално јас би одземал, меѓутоа такво беше сценаријата. Професоре, уште еднаш ви благодарам. Нормално е на денот на референдумот, кога граѓаните одлучуваат за евроатлантската иднина на Македонија, да разговараме и со владиниот портпарол. Така е, драги гледачи, како што можете да видите, се наоѓаме на портите на ЕУ. Ова е еден голем ден за сите нас, денот кога Македонија станува дел од едно големо семејство, така да видиме како е од другата страна на вратата. Океј, ние како прави идни домакини ќе бидеме културни, со една мала пажња, како што велат. Океј, малце ќе почекаме, може би имаат состанок, може би се зафатени. Ајде бе. Може би, нели, се извинувам, малце се тушираат, може имаат некои лични хигиени. Yeah, who is this? Macedonia, we are from Macedonia. Yeah. What Macedonia? Who? North Macedonia, North. Yeah. Како што можете да видите. Hello. Here is your little attention. Danke. Yes. Danke for present. I can't let you through this door. Smaller door for you. This one. Yes.
Yes, but this is too little. I cannot fit in. Yes, but fitness program, regime, food, eating better, and you fit. Aha. Yes, no problem. You just fitness and more, yes. Small door for you. Океј, како што можевте да чуете од портите на ЕУ, ние најверојатно ќе се вратиме за едно 7-8 години, кога ќе бидеме спремни да не собере таму. Се надеваме дека граѓаните, а пред се политичарите, ја разбраа пораката на вратарот. Референдумот заврши, а со тоа завршува и нашето ултра непопуларно, гледано само од најблиските камерманите, кои што мораат, реалното шоу Мешан брак. Одиме кај Лазовски со последната епизода. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Спротивставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Абе, спремна си за Европа сега? А, бре, ти со таа Европа, па и Бугарија, Европа, бре, кога не сме биле таму, шо спремна, не спремна? Гаси тоа, гаси. Гаси прагосмукалката. Аха. Знаеш дека си ти уствари управо, бе? Бе, јас стално сум во право, бе. Джабе се караме ја и ти, бе, па гласал, не гласал, ја утре пак ке треба со тебе да живеам. Па јас со кого ќе живеам, бре, со Ој, може да балем те лекарот, гушнам, бре. дојди да те гушнам, ваму. Само прави джабе, ек се че масата во трошак не кладе, бе, Бе, ти масата се решава, Види, масата, бе, ке со слога све се решава, дај. Чекај, звони ова пустинско. Кој види таму? Ало? Не, бе, крени слушалката. Чекај, видео, бре, видео. Тука буцни, ваму. Синко! сине, кај си, бе? Кај си, бе, дете? Не осетивте дека бе нема 3 епизоди, а? У Германија се преселив, ако некад се смирите, бојрум на гости. Чао сега, хајде. Аман, бре, бе, детето избега, бе, од тебе, бе, гледај, бе, Германија фати дури, бе. Па ке се врати, шо мислиш Бе, ти како колку ќе ќе се врати, издржи? бе, детето не избега, бе. Па ти да гласаше за ЕУ, ќе останеше тука сега. Сигурно, да, 100%. И шо се Така јас? е. Па ти си крива, не масава на пола, бе, телевизор ке пресечам, троседов ке го пресечам, све на пола ке сечам. А не се живее со оваа више, бе, ич, не се живее. Леле, не поправлив, еј, не поправлив. Арно ми велеше баба ми, песне се зема од Лазовци, не маш. Доследното масовно колење меѓу себе. Ова беше Мешан брак на вчерашни. Последна епизода. Фала Богу. Фала на сите богови. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Moram сега да ја освојам, јас да ја освојам. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1 милион и 200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. И така дојдовме до почетокот на уште едни вчерашни новости. Ацо, не го вклучивме нашиот репортер Вито од Валандова. Немаме време, Јелена, остана време само за временска. Па нека каже Вито временска прогноза. Вито, какво е времето таму? На избирачката единица 187/4 во Виница, а не во Валандово, времето беше
облачно до умерено со слаби грмотевици кои што можеби доаѓаат од тие што сликаат од бойкотирам, а можда и не, али... Ти благодарам, Вито. Известно е дека стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни новости во оваа неизвестна референдумска вечер. Добро утро на сите, освен на тие што не даваат 2 листа од средина. Се гледаме следната недела во исто време, на исто место со вчерашни новости. 19 часот и 30 минути, Канал 5 телевизија. А до тогаш следете не на нашата Facebook и YouTube страница, како и на нашиот нов вебсайт www.fn.mk. Вие сте Чекор за ците. Останете така. Останете така и од мене.